Утре сабота, 1 ноември, ќе гласаат затворениците. Во казнено-поправната установа Затвор Штип има вкупно 105 затвореници кои имаат право на глас од 23 општини во кои ќе се спроведе втор круг гласање за локалните избори. Во првиот круг гласаат 221 осудено лице во казнено-поправната установа Затвор Штип. Во утре, што е сабота, ќе се спроведе гласањето во КПД Затвор Штип за оние општини кои што имаат втор круг на гласање и за град Скопје исто така се спроведува втор круг. Значи имаме вкупно 23 општини со 105 лица кои што имаат право на глас моментално во КПД Затвор Штип од општините каде што имаме втор круг. Во меѓувреме пристигна и доверливиот материјал, со што се е подготвено за гласањето во Штипскиот затвор. Да, во текот на вчерашниот ден од страна на Државната изборна комисија е пристигнат избирачкиот материјал, тоа се избирачките списоци и гласачките листчиња. Истиот е исконтролиран од страна на Државната изборна комисија и се е во ред со него. И се е спремно за утре да отпочне гласањето во 7 часот. Избирачкиот одбор кој што го спроведе гласањето во првиот круг, истиот избирачки одбор ќе го спроведе и во вториот круг. Од нас како општинска изборна комисија има целата поддршка и ние сме тука потоа кога ќе пристигне материјалот од затворот, како општинска изборна комисија го дистрибуираме до соодветните општински изборни комисии од каде што доваѓаат гласачите од КПД Затвор Штип. Инаку со денешниот ден завршува изборната кампања за вториот круг од локалните избори 2025, односно од полног започнува изборниот молк кој трае до 19 часот на 2 ноември. Од АВМУ со апел сите медиуми да ја прилагодат својата програма. При известувањето во деновите на изборниот молк ќе се смета дека медиумите го прекршиле изборниот молк доколку емитуваат, односно објават какви било информации, фотографија, аудио и аудиовизуелни материјали поврзани со или во кои учествуваат учесници во изборите, какви било облици на медиумско известување кои се отворено или прекриено во функција на нечија кампања и може да влијаат врз одлуката на избирачите. Податоци со кои се открива идентитет на политички субјекти, поединци вклучени во инциденти или неправилности на денот на гласањето, како и изјави од кандидати во изборниот процес, представници на политички партии и носители на функции во органите на власта, велат од агенцијата. Оттаму очекуваат сите медиуми, почнувајќи од ноќеска на полноќ, да ја прилагодат својата програма за изборниот молк.